Здраво на сите и добро дојдовте на мојот канал, а ако ме следите редовно, знаете дека понекогаш снимам видеа што не се директно поврзани со литературата, за конкретен роман, например, и зборувам за некоја филозофска идеја или концепт, или за, можеби за некој важен филозоф, или општо за литературата, за читањето, за теоријата на литературата. И ова видео ќе биде такво видео, ќе оди во плейлистата Читачот филозофира или на каналот што го отворив пред некој време Читачот филозофира. А меѓутоа, мислам дека идеите за кои што ќе зборувам тука се интересни и може да поттикнат на размислување, а тоа ми е целта. Поттикнат бев за ова видео од еден филм што го гледав неодамна, а тоа е филмот Perfect Days или Совршени денови од Вим Вендерс. И филмот ми побуди одредени чувства, ми поттикна некои прашања и на некој начин сакав да ги изпроцесирам тие прашања и на некој начин да влезам во диалог и со режисерот и со филмот. Филмот е од 2023 година, меѓутоа лани беше доста популарен, освои некои награди, мислам дека и во Кан. А меѓутоа идејата не ми е тука да правам некаква критика на филмот, туку на некој начин да ја прокоментирам некои мисли кои што беа или теми кои што се интересни, што се присутни во филмот. Значи ова е јапонски филм во кој што гледам еден човек по име Хирајама, кој што претпоставам во своите 50 години живее сам во едно прилично едноставен живот во едно сиромашна куќа, стан во едно мало во Токио, и го следиме неговиот живот и буквално во првите пола сат од прилика, речиси да нема диалог, и го следиме неговото секојдневие, ден по ден, како изгледа неговиот ден. Значи, станува со бајле за Хирајама, си ја средува постелата, ќе ги испрска со вода билките што ги чува, ќе се облече, ќе се спреми, излегува, си зема кафе од автоматот, влегува во неговото комбе и оди на работа. Работи за Tokyo Toilets, значи во јавна хигиена, одржување на тие јавни тоалети, кои што се, мислам дека се не многу одамнешен проект, значи тоа се фенси, супер модерни јавни тоалети. И оди од место на место, значи е многу темелен, совршено си ја прави работата, значи детално, што е малку можеби некој зен елемент, јапонски зен елемент во целата работа, меѓутоа тоа не е во главен фокус. Значи се врати од работа, за време на работата додека има пауза, оди во локалниот парк, па има со себе фотоапарат, па сака да ги слика дрвијата, светлината, онака баш фотоапарат со старински филм, со филм како што се користеше до пред 20-30 години. Се враќа дома, излегува со точак, оди да јаде, да вечера, се враќа дома, чита книга, си легнува и се повторува истото. И тоа е неговиот живот. За викендите ќе појде до локалната книжарница за користени книги, кој ќе ја исчита книгата, ќе си купи нова книга, ефтина, користена, ќе ја исчита таа, ќе оди да ги развие сликите, па разгледува кои му се интересни, кои не. Оди да на вечера во едно ресторанче каде што има една жена која што е многу интересна, што го држи местото, се дружи со гостите, комуницира со нив, па ќе им запее. Значи тоа се тие неколку моменти кои што се случуваат во филмот, кои што речиси не може да човек да ви го расипе со спойлери, затоа што не се заснова филмот врз заплетот. И една сцена интересна во која што неговата внука, значи тоа е ќерката на неговата сестра, тинејџерка, ќе побегне од дома, ќе дојде кај него, ќе поминат неколку дена заедно, се шетаат, ќе оди со него на работа, ќе комуницира со неговиот помлад колега, еден дечко кој што е целиот расеан и таков, паметот не му е во работата, и со неговата девојка која ќе влезат кај него во комбе и ќе видат дека Хирајама сака да користи, слуша музика на касети и целите се, особено девојката е воодушевена, како вау, ова е нешто толку кул. И значи средба една подоцна со поранешниот сопруг на оваа жена што го држи ресторанот, и тоа се тие мали секојдневни нешта кои што се повторуваат во неговиот живот, и тоа е целиот филм. Секој утро кога Хирајама ќе стане, ќе излезе од дома, ќе погледне кон небото и без разлика дали е дождливо или сончево, тој има една насмевка, значи имаме чувство дека го прегрнува, го пречекува секој ден позитивно
И многу од коментарите за овој филм одеа во таа насока дека ова е филм за прифаќање на убавите, малите нешта во животот и така натаму. Меѓутоа мислам дека тоа е преплитко гледање на нештата и не го доловува баш, не ја доловува баш суштината на овој филм, кој што мислам дека отвара малку подлабоки прашања. И она што е интересно, што мислам дека и Вим Вендерс го црпи како инспирација, што особено во оние моменти на COVID, не само моменти, туку периоди кога имаше масовна изолација, карантини и така натаму, кога луѓето мораа да бидат затворени дома и така натаму. И она што се поставуваше како прашање и што мене лично ми се поставуваше како прашање, онака баш и животно прашање, што ако никогаш повеќе не можам да патувам, например, во некој додам во некоја друга земја, или што ако никогаш повеќе не можам да одам на одмор некаде, можеби надвор во друга земја. Што ако до крајот на животот морам да бидам во Македонија и не можам да ја напуштам земјата, или што ако не можам да го напуштам градот, и што ако не можам да, не знам, да си нарачувам ствари, да ми стигнат, да си купам нешто, или што ако. Значи, секој си знае за него како изгледа тоа, што би му го сменило секојдневието. За многу голем дел од луѓето во светот, одењето на одмор надвор во друга земја па не е ни опција, или менување на кариера, или напуштање на земјата. За многумина тоа е реалноста. Може би за нив нешто друго би представувало предизвик. Меѓутоа во време на не само на успех, туку на време на entitlement, кога сметаме дека ни припаѓа, нели, да можеме да уживаме во животот, да уживаме во кариерата, да патуваме и да правиме што и да посакаме, нели, во знак на водници. Пандемијата со COVID беше еден reality check, значи дали сме спремни ние всушност да го прегрнеме животот таков каков што ние зборуваме сега, не за трагичен живот или живот со не знам, со депресија или физичка болка, или зборуваме за она секојдневен монотон живот кој што го живееме, дека можеби тоа ќе биде нашето секојдневие и нема да се смени ништо на подобро. И тоа посеќа малку на еден концепт кој што го има кај Ниче, Амор Фати, и кој што го има и кај стоиците, а тоа е прегрнување, или не само помирување, туку прегрнување на нашата судбина или на оно што доаѓа. Од кај Ниче, тој си играл со една идеја дека кога постојано би се повторувале нештата, значи, или во едно неодредено или бескрајно време, дека повеќето нешта би се повториле такви какви што биле, и дали имаме храброст и смелост да ги прегрнеме, да ја прегрнеме судбината, да се помириме со тоа дека такви се работите и дека дали ќе најдеме среќа во нашиот живот, и без разлика дали се повторува или ние имаме контрола врз животот. И тоа е интересен концепт што Амор Фати, кој што го предизвикува доминантниот наратив за тоа како треба да изгледа нашиот живот, дека среќата е во патувањето, во добрата храна, или во парите, во успехот и така натаму. И меѓутоа тоа стои како еден тест на реалноста, дека за што би правеле, дали ако не успееме да ги достигнеме овие нешта, дали тогаш не можеме да бидеме среќни. Со тоа се постави прашањето што е среќата воопшто. Но иако ова е присутно во филмот и можеме да го коментираме како една од главните теми, најважните теми, мислам дека има нешто што е уште за мене лично посуптилно, подлабоко, а тоа е самото чувствување на животот, и дека е малку покомплексно од само прегрнување на малите убави нешта во животот. А тоа е интересното што во самиот филм, во секојдневието на Хирајама, така е насниман филмот да има моменти кои што би ги нарекол мали епифани на реалноста, значи со тоа што, например, Хирајама ќе забележи, например, како сенката на лисијата што треперат на дрво се отсликува на зидот, значи буквално каде што
на некој начин феноменолошки, каде што ние сме неподготвени да ги протолкуваме нештата, туку она што се појавува пред нас, такво какво што е, не фаќа неспремни, значи и го доживуваме не само на едно ниво на разумот, туку и на ниво на оставно на емоциите, на подлабоко ниво. Значи, тоа се тие мали, ситни детали што ги среќаваме, ако имаме очи и уши да ги видиме и да ги слушнеме, што ни се појавуваат во секојдневието. И тоа се оние нешта кои што се проблесоци на самата реалност и кои што на некој начин според мене ни го олеснуваат трагичното чувствување на животот и ни даваат, јас ги доживувам речиси како моменти на доживување на оно страното или на она што го надминува нашето разбирање и го чувствуваме и на некој начин го олеснува, повторно ќе речем, тоа трагично чувствување на животот или можеби екзистенцијалниот ангст или екзистенцијалната анксиозност или неспокој, немир, знаејќи дека за ова постоење сме постојано движени меѓу очај и анксиозност и страф од смртта, од неизвестноста, од иднината и од убавите нешта, од убавината, добрината, надежта во подобар свет, во подобро утре и така натаму. И ми се чини дека многу добро е доловено тоа. Иако не сум сигурен дека тоа му е идејата на Вендерс, мислам дека тоа е многу добро доловено во овој филм. И мислам дека многу добро е тоа доловено во последната сцена, која што сакам за крај да искоментирам, каде што Хирајама влегува во комбето, ќе оди на работа, става касета и се намерно тука е песната Нина Симон, It's a new dawn, it's a new day, it's a new life and I'm feeling good. Значи ова е нова зора, ново утро, нов ден и се чувствувам добро. Меѓутоа, Хирајама вози и гледа кон изгреј сонцето, меѓутоа и се смее, нагален се смешка, меѓутоа и плаче истовремено. Значи, во него се случува некаква бура од емоции, конфликт. И тоа не подсетува дека всушност Хирајама, особено сваќаме дека преку две сцени, дека Хирајама не паднал од небо тамо каде што се наоѓа, дека Хирајама има претходен живот за кој што ние ништо не знаеме. Кој неговата сестра ќе му каже, тато сака да те види, зашто не го посетиш. Тој едноставно го игнорира тоа, меѓутоа ќе прегрне сестра му која што не ја видел долго време и така, ќе си замине со неговата внука, тој почнува искрено да плаче. И значи имаме таа сцена или сцената кога тој ќе се разочара кога ќе ја види таа жената што го држи ресторанот со незиниот поранешен маж и оди зема пиво и оди цигари и оди под мостот и сваќаме дека Хирајама можеби побегнал од нешто, дека има минато од кое што можеби бега, можеби не бега, можеби побегнал, па сега е нашол среќата во секојдневието кој што го живее сега, работејќи, чистејќи тоалети, задоволен со тоа што го има, читајќи искористени книги и задоволен. Јас значи него ставам под знак прашање тоа дека тој може да биде задоволен. Меѓутоа мислам дека нештата се покомплексни, дека во последната сцена го гледаме човечкото искуство кое што сите ние го чувствуваме и во едно видео гледав дека всушност и самиот глумец, самиот актер вели дека намерно Вендерс сакал да го остави отворен крајот да можеме да си донесеме заклучок. Значи гледаме дека искуството е оптимизмот, надежта, добрината, убавината на секојдневните нешта, на оно што не обкружува, меѓутоа и осаменоста и трагичноста на животот и така натаму. И во таа сцена го гледаме тоа. Оно што се како последно прашање што го гледаме Хирајама како изолиран поединец кој што се на некој начин како да побегнал од заедницата и тука може да се постават прашањата за како е замислен животот, дали среќата може да се постигне во изолиран живот, на постојано повторување, речиси како да е човек надвор од општеството, иако не буквално и не целосно, или среќата може да се најде само во заедница со другите и во општење, во заедничарење со другите. Тоа е огромна тема која што тука нема да ја отворам, може да се зборува за тоа во некој наредно видео, меѓутоа она што ми се допадна и особено кулминираше со последната сцена е дека Вим Вендерс успева преку овој филм, преку најобичните повторувања во животот на еден обичен човек,
да ги долови двете крајности, особено во последната сцена, крајноста на, како што кажав, трагичното чувствување на животот, на нешто што од кое што можеме бегаме, на осаменоста, на изолацијата и на убавината на малите нешта, убавината на тие мали епифании во животот кои што се тука ако имаме очи да ги забележиме. Ова беа моите мисли за ајде ќе наречам за филозофијата на Perfect Days, совршени денови. Се надевам дека ви се допадна ова видео. Ако ви се допадна, стиснете лайк на видеото и subscribe на каналот ако не сте стиснале subscribe. Чувајте се и се гледаме со наредни видеа. Чао!